По дефиниција, локалната самоуправа е облик на јавна управа, каде жителите на известно подрачје образуваат заедница која е призната од централната власт и како таков има специфичен правен статус. За незиното суштинско функционирање на ниво на Република Македонија разговаравме со државниот секретар на Министерството за локална самоуправа, Сашо Стефановски. По професија е дипломиран стоматолог, а пред да ја извршува новата функција беше председател на Комисијата за урбанизам при Советот на град Скопје. По именувањето на новата функција, тој пред себе си постави предизвици, кон чие исполнување пристапи веднаш. Со доаѓањето на новиот тим во Министерството за локална самоуправа, ние ги потврдивме старите цели и утврдивме нови, така што можам да кажам дека ја динамизираме работата во поглед на пристапот кон општините и давање еден нов импулс на подобра соработка по Министерството за локална самоуправа и општините како единки и заедницата на единици на локална самоуправа како нивно здружение. Така што нашите цели се многу јасни, нашата визија е многу јасна, локален економски развој и економски развој на општините се разбира забрзан во наредниот период и зајакнување на нивната финансиска стабилност. Министерството за локална самоуправа е првиот партнер во владата на секоја општина, а дел од општините имаат своји проблеми со одржување на финансиската стабилност. Стефановски објаснува, Македонија е пример за функционирање на децентрализиран систем на управување на локалната самоуправа. Голем дел од проблемите во локалната самоуправа поаѓа токму од тоа, од финансиската стабилност и можноста за управување со финансии на општините, така што Министерството за локална самоуправа будно го следи тој процес и на владата и предлага мерки за надминување на евентуалните проблеми. Во Република Македонија има општини кои што се исклучително добро финансиски стабилни, но има општини кои што имаат значајни проблеми во поглед на нивното финансирање. Но владата на Република Македонија секогаш се става на нивна помош и како и со останатите 6 општини кои што се уште не се влезени во втората фаза од фискална децентрализација, што во суштина ќе значи зголемување на нивната можност за изнаоѓање други форми на финансирање, така што владата и во тој дел, и Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии во тој дел ќе им помогне, така што до крајот на годината комисијата која што е задолжена за следење на условите за влез во втора фаза од фискална децентрализација ќе излезе пред владата со предлог сите 6 општини да влезат во втората фаза на фискална децентрализација. И само да додадам, втората фаза на фискална децентрализација не значи дека како со магично стапче ќе бидат отстранети сите проблеми, но значи дека општините ќе добијат многу повеќе можност да управуваат со сопствените финанси. Прекограничната соработка како инструмент за користење на средствата од ИПА програмата на Европската Унија е во координација токму со ова министерство. Стефановски ги објасни ефектите од спроведувањето на оваа компонента. Досега Министерството за локална самоуправа, тоест владата, има подпишано договори за соработка со Република Албанија, Република Бугарија и Република Грција, со кои што се овозможува на општините меѓусебно здружувајќи се и поднесувајќи проектни предлози до техничките секретаријати да аплицираат за средства кои што се од значителни суми, а кои што ги дава Европската Унија. Практично ИПА компонентата е во функција на регионален развој на Европската Унија, еден финансиски инструмент со кој што им се овозможува на општините локално да се развиваат, меѓутоа и развивајќи се локално развиваат еден соодветен регион на Европа или на Балкан. Така што тоа е една огромна можност и општините досега беа мотивирани тоа да го спроведуваат преку своите администрации. Ние како Министерство за локална самоуправа би рекол сме задоволни од досегашната активност, но наша намера за понатака е барем двојно да ја зголемиме искористеноста на средствата кои што досега биле на располагање. Покрај општините на овие повици може да се јават и организации кои не остваруваат профит, а кои што соодветно може да делуваат на економскиот развој. Најглавниот услов е тоа што мора да биде со кофинансирање. Министерството за локална самоуправа преку своите програми за равномерен регионален развој во буџетот за секоја година издвоила одредена сума на средства која што подоцна се трансферира до
центрите за развој на планските региони, кои што тие средства ги употребуваат за нормално подобрување на животот на крајниот корисник на сите средства од буџетот на Република Македонија, тоа се граѓаните на Република Македонија. Тоа се пред се проекти кои што се од патната и комуналната инфраструктура, но и се проекти кои што во добар дел значат и развивање на селските средини и така натака. Така што Министерството, генерално земено, својот буџет го користи за развојни проекти и ги координира и ги троши во соработка со општините на Република Македонија, тоа значи и со граѓаните. Министерството за локална самоуправа преседе значителни обврски од владината програма. За наредниот период посочуваат дека имаат во план да реализираат завиден број на проекти и активности. Министерството за локална самоуправа во подготовка е на акциони планови за спроведување на бизнис инкубатори и бизнис центри во рамките на центрите за развој. Бизнис инкубаторите се замислени како простории во кои што ќе им биде овозможен влез на фирми од информатичката и високата технологија, кои што ќе можат да користат услови од тој инкубатор и после одреден период да излезат на пазарот на трудот со собствени простории. Пилот проектот ќе го направиме од 17 до 19 декември во Штип, а тоа е саем на трудот. Тој проект е кој што наредната година ќе земе редовна пракса во сите 8 плански региони, значи ќе се прават по 16 настани годишно. Замислата е на исто место, во исто време, да се обединат работодавачите, тоест компаниите кои што работат во тој регион, институциите кои што од било каков тип се надлежни за нивната работа, Министерството за економија, труд и социјала, Агенцијата за вработување, стопанските комори ќе бидат поканети, се разбира, кластерите во соодветниот регион, и од друга страна невработените лица, како би можеле на едно место да се запознаат со развојната политика на одредена компанија и да го видат планот кој што го има компанијата за вработување во иднина. Во скоп на Министерството постои инспекторатот за локална самоуправа. Планираме во наредниот период во соработка со нив да отвориме една телефонска линија која што ќе биде бесплатна за граѓаните и на која што ќе може да се обраќаат и да пријавуваат било каков проблем кој што е во рамките на прописите на локалната самоуправа или работата на советите во локалните самоуправи. Стефановски, набројувајќи ги планираните активности, пресече: Министерството за локална самоуправа се што ќе сработи ќе презентира пред јавноста. Ќе работат со општините за доброто на граѓаните.